Добро вечер. Пред да почнеме со денешната тема, ќе одвојам минута-две за едно писмо што е адресирано до мене и до телевизија Алфа. Пред 2 недели во оваа емисија гостуваше адвокатот Сашо Дуковски. И јас како новинар, тоа ми нели работа, отворив дилема дали јавноста знае каде требало да заврши поткупот со кој беше фатен државниот правобранител Фехми Стафа и кој заврши во затвор. Кривична постапка немаше, тој се спогоди, па јавноста е покуса за одговорот. Кај кого требаше да завршат тие 50.000 евра и дали обвинителството има докази. Постојат чаршиски муабети, дека парите не биле само за судијата Ѓоко Ристов, туку и за другите судии во Советот кои требало да одлучуваат за притворот на Љупчо Пецов. Значи, постојат чаршиски муабети. Тоа се моите зборови. Наредниот понеделник ќе ми гостува сопругата на Ѓоко Ристов, државната правобранителка Симона Зориќ Ристова, заедно со нејзиниот татко. Ќе имаат што да кажат на оваа тема. Јавно ја повикувам и судиката Лидија Зимбовска да дојде во телевизија Алфа и да ги расчисти тие чаршиски муабети. Алфа е отворено за секога, а на новинарите им е работа да ги ловат слабостите на институциите и да дадат придонес во борбата против корупцијата. Сепак, дилемата за корумпираното судство и тоа како е од голем интерес. Зар не? Да се вратиме на темата. Бугарија пак бара нови отстапки од Македонија, а народот се повеќе се прашува до кога ќе траат овие уцени. Во исто време, довербата во судството е на дното, а корупцијата и натаму една од главните теми во државата. Каде сгрешивме и кој треба да понесе одговорност за ваквата состојба? Вечерва за овие прашања разговараме со професорот Јанко Бачев од Единствена Македонија и адвокатот Асмир Алиспајки. Вечерва ќе зборуваме за право и за политика. Прво да го погледнеме прилогот за спогодбата на екс-државниот правобранител Стафа, па се враќаме назад во студио. Фехми Стафа се спогоди да одлежи 15 месеци затвор и ја помина првата ноќ во шутка, а обвинителите со неговото признание ги подкрепиле сомнежите дека апелацискиот судија Ѓоко Ристов незаконски ги стекнал зазиданите 350.000 евра. Стафа како поранешен државен правобранител му барал на обвинетиот во случајот Синџир Љупчо Пецов Ѓаволот вкупно 100.000 евра мито за да посредува кај судијата Ристов за укинување на притворот кој му беше определен во отсуство. Според обвинителите, првата транша од 20.000 евра била исплатена на 13 декември лани. Стафа беше фатен на лице место со обележаните пари, па барал спогодба за затворската казна. Судот ја разгледа предлог спогодбата и утврди дека се исполнети законските одредби од Законот за кривична постапка, па заради тоа ја верификуваше спогодбата, имајќи предвид дека странките немаат право на жалба, одлуката станува правосилна веднаш и осудениот уште во текот на вчерашниот ден е спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје за издржување на изречената казна. Признанието на вина на Стафа ги потврди наводите дека подкупот бил побаран за судијата Ристов да издействува укинување на изречениот притвор, велат од обвинителството. Иако парите не стигнале до Ристов, претресите во домот на неговите родители открија зазидени 350.000 евра, за кои обвинителството се сомнева дека се незаконски стекнати. Парите беа пронајдени спакувани во 13 поединечни пакувања и тоа вкупно 610 банкноти апоениот по 500 евра и 225 банкноти во апоениот по 200 евра, од кои дел се обележани со рачно испишани износи на средствата, скриени во зазиден простор во шуплините, од цигли во зидот на една од собите. Огромната сума на пари отвориле сомнежи кај обвинителите дека Ристов од 2020-та, од кога стана апелационен судија, лажно давал податоци што и колкав имот поседува тој и неговото семејство, кој впрочем надминувал многу над неговите законски приходи. Имајќи го предвид доказниот материјал за располагање со имотот во периодот од 2020 година до денес, во корелација со начинот искористен за криење на пронедените парични средства, се обезбедија докази кои кажуваат на обележја и на кривично дело, перење пари и други приноси од казни во дело од член 273 од Кривичниот законник. Се испитува и потенцијална инволвираност и за други, а обвинителството поднесе обвинение за Ристов до Скопскиот кривичен суд. Повторно сме назад во студио и пред да го започнам разговорот со моите гости, ќе повторам уште еднаш адвокат Асмир Алиспајки и професорот Јанко Бачев од Единствена Македонија. Меѓутоа, на самиот почеток ќе ви прочитам цитат од писмото на судиката Лидија Зимбовска, адресирано до мене и до телевизија Алфа, на темата на која што го погледнавте прилогот, вели вака.
Изнесувате ваши заклучоци крајно неосновани и секако непроверени дека 50.000 евра кои што наведувате дека кои што државниот правобранител поранешен Стафа заврши со осудителна пресуда, призна вина, се шпекулира дека тие 50.000 евра не се наменети за судијата Ѓоко Ристов, се наменети за негова колешка судика исто во апелација која што одлучувала по притворите за ѓаволот обвинетиот во Синџер. Се шпекулира дека и со посебните истражни мерки се слуша гласот на судиката и дека станува збор за судијата Лидија Зимбовска. Ова се зборови кои што ме цитира. Иако обвинителството на своите пресконференции пред медиумите јасно кажа дека посебните истражни мерки во конкретниот предмет не постојат како доказ, па се поставува прашањето од каде ви се вам такви информации, макар биле и шпекулативни, што говори за вашата тенденциозност за нанесување штета на честа и угледот на судијата, сега подносител овој, особено иако се знае дека конкретниот предмет е правосилно завршен со пресуда врз основа на спогодба и за вина. Точно е тоа дека предметот заврши со спогодба и со вина, меѓутоа поранешниот државен обвинител воопшто немаше кривична постапка за него, тој се спогоди, јавноста е покуса за одговорот. Што има тој кажано точно во обвинителство и на кого се однесувала пријавата. Исто така, морам да потсетам дека иако посебните истражни мерки не се дел од предметот за судијата Ѓоко Ристов, обвинителството точно е дека информираше дека како докази нема посебни истражни мерки во тој предмет, но тоа и не значи дека тие не постојат. Односно, судијата Ѓоко Ристов воопшто и не е обвинет за подкуп. Него му се ставаат други две кривични дела, перење пари, со тоа што обвинителството нема одговор од каде се тие пари зазидани нели во плочките, кујната во куќата на неговите родители и дека не пријавил имот со кој што располага и не кореспондира имотот кој што го има судијата Ѓоко со оние пари кои што се најдени во кујната на неговите родители во Неготин. Уште еднаш ќе повторам и ќе ја повикам судијата Лидија Зимбовска, моја работа е тие чаршиски моабети јас да ги проверам и доколку сака да ги негира или има некоја верзија што таа сака да ја каже, ја поканувам заедно со мојата гостинка која што има многу повеќе да каже на оваа тема, да дојде во просториите од телевизија Алфа. Ние не шпекулираме и сме отворени за сите и секој да го каже својот став. Меѓутоа ќе потсетам, морам да потсетам дека една од моите главни работи е токму тоа да дадам некој придонес во борбата против корупцијата и доколку имам информација за некоја слабост на некоја институција е и тоа како голем јавен интерес тоа да го кажам јавно во оваа емисија. Да продолжиме понатака, како што најавив на самиот старт, вечерва со мене адвокатот Асмир Алиспајич. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И Јанко Бачев од Единствена Македонија. Добро вечер и за Добро вас. вечер. Никако знаете, господин Алиспајич, вие и му бевте бранител на државниот правобранител Стафа пред тој да ја даде, нели, да ја направи спогодбата. Не знам дали се согласувате со мене, меѓутоа да, обвинителството точно е дека кажа дека силниот сомнеш за подкупот кај Ѓоко и така натака потекнува од она што се случи со државниот правобранител кој што беше фатен и на лице место со дело тие 50.000 евра, 20.000 евра. Меѓутоа, Стафа ние не го слушнавме, немаше кривична постапка, немаше сведочење негово да каже дали е тоа така или не е така, и ако е така, зошто тогаш обвинителството не оди со делото подкуп? Ако има докази за судијата Ѓоко Ристов дека станува за подкуп. Меѓутоа, бидејќи се вие сте правник и повеќе од мене разбирате, да, во таа постапка нема посебни истражни мерки, обвинителството го кажало тоа на пресконференција, но тоа не значи дека не постои. Тие може би е донесена јавна обвинителска одлука дека нема да бидат употребени во предмет. Еве, според вас, дали јавноста знае за кого биле наменети тие 50.000 евра? Ние Стафа не го слушнавме дека биле наменети за овој судија или оној судија или група на судии во апелација. Заради обврската која што како адвокат ја имам, а тоа е начелото на тајност, додека бев бранител, адвокат на поранешниот правобранител државен господинот Фехми Стафа, ограничен сум и не би било професионално да изнесувам детали околу доказниот материјал и начинот како се водеше таа кривична постапка, но секако можам да ви кажам дека го искористи правото кое што согласно законот за кривична постапка му стои
И до оној момент кога го имаше тоа право, го искористи, се спогоди со јавното обвинителство, кое што секако во хиерархијата со согласност на повисоките јавни обвинители ја прифатија таа спогодба и таа беше верифицирана пред судија во основен кривичен суд. Со самото тоа, тој предмет е веќе правосилно завршен и сметам дека во една таква ситуација сето тоа што е прибрано како доказ е во самите списи на тој предмет. Сето останато сметам дека треба да го оставиме на институциите и не би требале да се доведеме во една ситуација да било какви шпекулации изнесуваме без соодветни докази. И во таа насока сметам дека би било непрофесионално и неодговорно јас да коментирам било што во тој поглед на тој правосилно завршен предмет. Дотолку повеќе што јас бев до 2-3 недели пред склучувањето на таа спогодба на колегата Фехми Стаф. Така, токму така од ваша професионалност во права сте. Вие не можете да зборувате конкретно за предметот, меѓутоа не може ни да негирате. Еве, јас сум јавност. Ја не знам за кого биле наменети тие пари. Стефи што кажал пред обвинителството останува во таа институција. Меѓутоа, јавноста не знае. Знаете, кога има судење, излегува обвинитиот и кажува. И сега јавноста има таму новинари, јавноста пренесуваат што има обвинитиот да каже. Овој обвинет Фехми Стафа не знаеме што сака да каже. Затоа беше прашањето, не дека јас се занимавам со шпекулации. Јас ако ми се подкрепи на шпекулација, ако некој јавно го кажува тоа и излезе да го каже во телевизија, со чиста полна одговорност можам да кажам дека тоа не се шпекулација, ако постои некој кој што го тврди тоа и бил инволвиран во предмет. Тој институт за спогодување е предвиден согласно Законот за кривична постапка. Да, и Стафа го искористил тоа. И го искористил, го иницирал. Со самото тоа ја прифаќа и фактичката состојба онака како што и јавноста е веќе запознаена согласно правосилната пресуда. Но секако, она што вие го тврдите, јавноста остана куса за одговорот, куса за одговорите кои што вие ги поставувате како легитимни. Так. Остануваме понатаму да видиме како ќе се движат сите тие прашања кои што ги поставувате. Тука сме ние правниците да го следиме сето тоа и ќе видиме што ќе произлезе. Господине Бачев, мене ме интересира вашата перцепција за денешното судство 2026. Имавме и премиер кој што како пупка ќе го отвараше. Сега, што мислите вие? Довербава дали е на повисоко ниво и ме интересира вашиот став. Имавте интересен пост на Facebook за последниот државен обвинител Ненад Савевски. Па така, јас би зборувал, значи, о тој системски аспект да се води борбата, а ние тоа го немаме веќе 35 години во оваа држава, бидејќи кај вие спомнавте обвинители, значи ние 35 години немаме вистински обвинители, него имаме нешто како карикатури, козметика од обвинителство, кој што не се занимава, а таа е главната карика сега во борбата со организираниот криминал и во таа насока што кажавте, прво што направи виновиот обвинител, почна да плаче дека нема доволно пари и затоа не може да се бори против високиот криминал. А тоа не е нова, тоа го зборуваше Коцевски. Цел мандат на Коцевски беше немаме пари, немаме опрема, немаме ресурси. Не е точно, значи само треба да се има желба и волја да се расчисти со тој криминал, бидејќи како немаат услови кога еве имаат прекрасна нова зграда, имаат технички услови, имаат асистенција од МВР која ќе побараат, имаат право сега тие ПИМ мерки како ги викаат за следење и за прислушкување, имаат плата релативно како што слушаме, имаат добра плата за македонски услови, значи само фали борба во таа насока. Така што немаме ние вистинска борба за ова, треба системски да се реши овој случај и не случајно јас имав намера да подесам кандидатура кога беше конкурсот за избор на нов јавен обвинител, меѓутоа за жал ја избриша одредба од претходниот закон која што дозволуваше да може да конкурираат и правници со положен правосуден испит и со најмалку 10 години професорски стаж на универзитет. Значи јас го исполнував тој услов, меѓутоа го избриша тој услов, оставија само да може да се кандидираат вработени во судство и во обвинителство со 10 години обвинителски стаж.
И што беше мојата смисла? Јас тогаш и програмата ми беше готова, сега денот веќе ја објавам во јавноста, веќе тоа помина конкурсот, помина гушота, него битно беше за мене што ова е историски момент за Македонија. Борбата со Македонија има историска димензија. Во Македонија е направен грабеж 90-те години, кога десетина одбрани транзитски бандити го оплячкаа општествениот капитал, кој што целиот работен народ во Југославија 45 години во социјализмот го создаваше. И во таа приватизација беше оплячка народот и тоа мора претходно да се расчисти, без да што е поминато долго време. Ако се кажува дека веќе нема механизми, не е точно, има механизми согласно уставот закон да се расчепка. И што е поинтересно, и постприватизацијата пак доведе до страшен криминал. Мора тоа да се расчисти и бидејќи историски момент, јас мојата програма предвидов дека сум спремен за плата за 1 денар. Да се нафатам, да расчистам со таа борба, бидејќи јас имам искуство и знаење, сум работел и во МВР, ги знам сите тие бандити како го оплячкаа капиталот. Мојот, бидејќи историски момент, бев спремен за 1 денар во ова и тим кој што ќе биде спремен да се прекрасти и да тргне во борбата за криминалот и кој што е решен да работи, да живее, ако треба да умре, бидејќи од таа страна имаш мафијата, нема тие да не пречекат со леп и сол. Да сумираме, не сте задоволен од работата до сега, дали има некоја акција вака видливо нешто? Таа ми беше смислата, да се тргне во жестока борба, меѓутоа храбро, бидејќи од таа страна имаш мафијата, тие нема да пречекаат, него ќе се организираат. И само да ја завршим реченицата, ако може. Таа беше смислата да се тргне, да се расчисти, бидејќи ние имаме обвинители кои што живи карикатури. Најголемиот бандит Сашо Мијалков, кој што е оплячка Македонија, во негово време имаше обвинител кој што целиот мандат го помина во кладилници. Вие не може да имате вистинско обвинитело ако секој ден на улица Македонија сите обвинители гледате како слободно седат во кафиќи, не се плашат. Обвинител треба да биде. А сега знаете ли кој е државен обвинител? Треба да има во моментот околу него 10, ако влезе во таа борба, потом треба да има 10 охранители. Сега имаме ли државен обвинител? Бара пари. Ако се познава. Еве Али Спајч сакав да го прашам, Али Спајч е странка во постапката и му требаат пари за докази за вештачење. Ако се познава работата денот по утрото, како што тргна и оба обвинителство, нема ништо од борбата со вистинскиот крв. Треба да се расчисти со транзитските бандити кои оплячкаа Македонија. Сашо Мијалков и Зоран Заев оплячкаа Македонија, денес не се смеат на сите од Дубај и од Монте Карло. Треба вистински обвинител кој што е решен до крај. Не верувате на овој државен обвинител сега? Што е? Па еве, чим почна да плаче за пари, дека нема пари, а не е точно дека нема. Па еве, Али Спајч, за тоа сакам да го прашам. Али Спајч, вие сте странка во постапката, вас ви требаат пари за докази, прибирање, нели сум во право? Нисто ниво сте со обвинителот. Ви требаат, така, согласно законот, да правите вештачења, да наоѓате сведоци, правите вие истраги, се со цел да побиете некој обвинение во судска. Како вие се сноѓате без пари? Ненад Савевски, господинот Савевски вели нема пари, ние немаме ресурси, немаме луѓе. Најверојатно вишта па и повика на спогодби на брифингот, луѓето да се спогодуваат за тоа што секоја кривична постапка публикува финансиски средства. Смешни суми се тие, сега да замајуваме јавноста во друга. Па еве, Али Спајч може покомпетентен е си дел од кривични постапки. Еве како гледаш ти на тоа со парите? Не само што сум дел, туку изминативе 16 години континуирано учествувам и во најтешките и најспецифичните кривични постапки кои што се водат и се од интерес на јавноста како ќе завршат. Имено факт е дека за борбата против организираниот криминал и корупција треба средства и токму тоа беше и целта на иницијативата која што ја направи извршната власт во делот на промената на претходниот државен јавен обвинител господинот Коцевски, а тоа е околу ажурноста во делот на постапувањето на целокупниот тој систем кој што е по хиерархија надлежен на првиот човек, а тоа е сегашниот републички јавен обвинител. Според мене треба да му се остави уште определен временски период, но апелирам во делот на проактивноста, ажурноста околу сите тие постапки кои што се иницирани од страна на Министерството за внатрешни работи, каде што нели се тврди дека постојат одреден број на предмети кои што не биле постапувани во претходниот период. Вие бевте одбрани во Мазот. Така. Еве, има ли таму докази или нема? Јас веќе јавно изнесов свое видување на една телевизија. Имено сметам дека таму по поднесената кривична пријава требаше да се внимава околу тие најстроги мерки околу предлозите и определувањето на најстрогите, а тоа се мерките притвор и мерките куќен притвор.
со оглед да вие му ограничувате право на движење на одредено лице или одреден осомничен кој што еве сега се доведува во ситуација да се тврди дека се отфрла таа кривична пријава со запирање на наредбата за спроведување на истражна постапка. Токму бев вклучен и учествував во целата таа истражна постапка. Тоа е одлука на надлежниот јавен обвинител. Не би сакал да преудицирам и да ја коментирам одлуката. Таа е одлука образложена на многу страници во таа наредба за запирање на истражната постапка, но сега целиот тој предмет е пред надлежното висше јавно обвинителство. Да, и ќе имаме и ќе видиме каква разврска ќе има. Точно. Но она што е суштински во она како прашање што ми го поставивте е што во ситуација ако таа одлука сега се озаконити со потврдување на одлуката која што е донесена на надлежниот јавен обвинител. Треба да си го поставиме прашањето дали треба да иницираме постапки со определување и барање за најстроги мерки. Тоа се мерките притвор, без разлика за кого станува збор. Мене ми изгледа дека тогаш обвинителството проценило дека има докази, после магично нема доказ. Уште една работа што ми е симптоматична за Мазут, што паралелно кога се затвори истрагата за Мазут, до вечерта утре дента излегува информација на еден медиум за шпионската афера во кабинетот. Сега ја го поставувам прашањето. Дали постои селективност? Зошто за шпионската афера многу брзо, еве имавме информација, кажа Савевски, дека е завршена пред истрагата и ќе имаме јавно обвинителска одлука, дали имало шпионирање во кабинетот на претседателката на државата или не. Значи, веќе втор месец има кривична пријава против Вилма Русковска за случај од 27 април, кој што со години медиумите пишуваат, за тоа немаме ништо. Значи, мислам дека имам право да поставам прашање како селективно. Еве Бачев, каква е вашата перцепција во однос на зборуваме за сегашниот обвинител, не за тоа што било претходно. Дали го гледате селективност? Јас не би се осврвал на конкретни случаи, еве што ги спомнува соговорникот. Значи, проблемот на Македонија е системски да се реши. Со тој бандитизам, кажаве, 30 години Македонија е ограбена, оплячкана и за жал се случува и предавствата со промена на се што е македонско со тие двата капитулански договори, грчкиот и бугарскиот. Значи, системска е борбата, а за да има системска, значи, треба се стават луѓе кои што се решени со висока национална и патриотска определба и храброст да тргнат во решетување свој криминал. Ние го немаме тоа и денеска колку визионерски звучат зборовите. Имаше еден, сега сте помали, дали се сеќавате, еден обвинител се викаше Прчевски пред 20 години и човекот кога го разрешија излезе на телевизија рече вака: се надевам дека јас сум последната будала што се нафатив да бидам обвинител. Да, јас ја знам оваа изјава, не се значи, ја знам. колку визионерски звучи, да се тоа марионети обвинители, поставени по политичка линија од власта и вие не може да очекувате криминал од такви луѓе. Ако сакаме вистинска борба за криминалот, значи треба обвинители кои што се спремни да тргнат во борбата со мафијата и да расчитат со овој криминал. Докази има, не е точно. Ако е поменато многу време, ова сега што кажуваат за кривични дела, застарени, еве спомнат некои личности тука, не е точно. Конфискацијата може да се оди одвоено. Има таму една одредба во законите која што вика ако вие докажете несразмерност меѓу капиталот што го поседувате и платите што се ја примале, може да ви го одземат. Сашо Мијалков беше 10 години прв човек на тајната полиција. 1000 евра плата имаше. 10 години, 120 месеци, тоа се 120.000 плата. Ништо да не јадел, да не пиел, можел да заштеди 120.000 евра. Он денеска има 100 милиони евра. И не се смеат на сите. Зоран Заев, истото, бандит прва лига. Баш што ги покрај овие грабежот направија и големи предавства, избришаа се што е македонско, име, идентитет, историја, традиција на македонскиот народ. И не ги чепка никој. Значи тоа е суштина, тоа е конкретни случаи што ги спомнувате, да, ама тоа е во редовна процедура на обвинителите. Ние мора да расчистиме со клучната работа, мора во приватизацијата и во приватизацијата одим се одземе од позиција на власт, бидејќи Македонија е оплячкана според проценките во МВР во овие 30 години се оплячкани некаде околу 15 милиарди евра. Тоа е голема сума. Да се ајде, да, кратко сакам да се префрлиме на легитимните прашања на јавноста. Така. Околу начинот како се постапувало во одредени предмети. Секако јавноста, посебно за такви сензитивни и високо профилирани случаи, треба да биде запознаена и треба да знае како се движат и истражните постапки и судските постапки. Но она што треба на сите правници да ни е јасно
И она што треба да внимаваме е како се води таа предистражна постапка. Предистражната постапка за било кој одреден предмет, дали е високо профилиран или предмет кој што не е запознаена јавноста, треба да биде тајна. Во конкретнава ситуација сметам дека Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал избрза со тоа соопштение во делот на наводната шпиунска афера која што се квалификува за да не прашуваме за мазутот, затоа што таков што се криминал квалификува нема докази од една прва позиција на државата, тоа е претседателскиот кабинет. И според мене е несериозен пристапот како сето тоа се води во јавноста и како тоа се обидува да се презентира во јавноста. И предистрагата е строго дефинирана во законот и строго е дефинирана како треба да се одвива помеѓу истражителскиот тим и надлежниот јавен обвинител кој што постапува се доносење на било каква одлука околу евентуално отварање за наредба за спроведување истрага или евентуално неотварање на таа наредба за спроведување истрага. Овдека, за жал, видовме во јавноста и одредени ставови каде што веќе се лицитираат со одредени имиња и каде што сметам дека е директно нарушување на тајноста на таа постапка. Со самото тоа се доведуваме ние во ситуација како граѓани, како правници, како учесници во било која постапка понатаму, да имаме контаминирана истрага. Токму и тоа беа информациите кои што веќе во јавноста исплива, ние знаеме целата предистрага. Така е, токму и тоа беа и апелите од сите релевантни представници кои што постапуваат во тој дел да причекаме околу одлуката што навистина се случува. Ја мислам дека тоа го направија заради тоа што многу е симптоматично истиот ден. Сега мазутот се нормално е дека ќе има галама во јавноста, 167 колку милиони евра голема штета на државниот буџет. Мазут како предмет беше, да кажеме, високо профилен и изнесен во јавност и сега отеднаш, ајде да не се занимаваме со мазутов, да прашуваме таму Коларевиќ што направила. Коларевиќ се бави со шпионска афера и тоа шпионска афера во кабинетот на претседателката и тоа како јавноста нели ќе реагира. Тоа се нормални, мислам се нормални, со јавноста не ги гледа, тоа секоја власт си ги има на списковите, кога сака да се сокрие некоја работа, или ќе уопстат некој да се одвлече вниманието, или ќе се отвори друга предистрага и ќе се зборува за таа. Сакам за бугарското прашање, имаме простор за бугарското прашање, нема да имаме време, а сакам да фатиме малку политика. Само едно принципиелно прашање. Цело време се кажува дека 2% имало доверба правосудството. Зошто ја укинаа одредбата во законот кој што дозволуваше да се кандидираат и универзитетски професори за обвинители? Еве, јас имав желба да се кандидирам и оставија само да може да се кандидираат само вработени од обвинителството. Како може сега тие што имат 2% доверба, нив ги избра, они да кренат довербата? Се вртат и круг-тире. Ама тие 2% имат, а нив им дадоа само шанса да се кандидираат. За судски совет да искоментираме кратко двајцата за пред да се префрлиме. Значи членовите на судски совет, сега актуелните членови. Судскиот совет е врвот на целата пирамида од правосудството. Таму треба да се најдобрите правници, нели? Они бираат и разрешуваат суди. Пратиле членови од Закон за судски совет, не им биле јасни, го пратиле во собранието. Пратениците толкува. А пратениците не се сите правници таму, нели? Пратеник, народен избраник, може од било која професија да се кандидира преку партија и да влезе во собрание. Како ви изгледа ова? Мене ми личи како дека навистина не се спремни како правници. Видете вака, значи формално правно не е спорно. Дозволено е собранието да дава автентично толкување на законски прописи. Ама сега гледате овие субјектот од кај доаѓа таа иницијатива, од судскиот совет, а таму барем според законот седат тие што најмногу знаат право. Или познати правници, така барем во закон стои дека ги бираат најстручните правници, најмногу што знаат проблематиката. И замислете се, тие правници се обраќаат до пратениците да им дадат толкување за законот. А во собранието пратеници 80% ги бираат по клjuč само да знаат да разликуваат зелено од црвено копче да го стискат.
Така ги бираат пратеници, не им бараат стручност, ги бираат да бидат А послушни. што мислите зошто побарале собранието? Па така ги бираат пратеници да бидат послушни и да го разликуваат само копчето, да не сгрешат, да стиснат. Пак не биле они правно И сега овие од судскиот совет се обраќаат до нив, тоа е страм. Тоа се треба се живо да се разреши таму судскиот совет. Истакнати правници, какви се истакнати правници, не знаат да претолкуваат одредба. Вие ли спајч кратко, но пак ќе се вратиме на Ајде некој здружение за кучињата, заштита на кучињата да бара советодавно мислење или некој било какво здружение, ама судскиот совет кај што седат по закон елитните правници бараат толкување за законска норма. Тоа мислам. Ќе видиме каква одлука ќе донесе собранието околу барањето за автентично толкување, ќе видиме каков став ќе завземат, но сметам дека законот кој што непосредно беше изгласан е доволно јасен за да може да се претолкува и ние кои што не сме вклучени директно во работата на судскиот совет очекуваме да им одговорат пратениците и да непосредно одлучуваат. Фала ти. Сакам да позборуваме малку и за бугарското прашање, доста актуелно од самитот во Тиваат, гостувањето на претседателката во Софија. Режија да го погледнеме прилогот, односно вака ќе пуштиме едно видео во кое што имаме еден поранешен премиер и еден поранешен министер и изборуваат на оваа тема. Да го погледнеме видеото, се враќаме назад во студио. Но и да јас повторно се враќам на главната поента. Сите ние да се запрашаме. Што е тоа што, ако утре ги ставиме бугарите во уставот, па дори Бугарија да рече, слушајте, ништо до сега што било не важи. Ништо. Да. Значи, затоа што ние не ги ставаме само бугарите, ние ги ставаме и хрватите, и словенците, ги ставаме црногорците, египјаните и евреите. Така, мислам, 6 делови на народи треба да ги ставиме. И сега некој ти објаснува колкава е драма, па колку е тој патриот што не ги става. Па има други кои патриотизмот, нивниот личен патриотизам го градат врз основа на таа приказна. Они се многу големи патриоти за тоа што никако бугарите нема да влезат во уставот. Значи, ова е дури веќе се граничи со некаква ирационалност. Да. И уствари тука е еден друг проблем. Не знам дали е тоа незнаење или е навистина една лоша енергија која ќе ја повлече Македонија доле, не приватно нив. Тоа е едно крајно непознавање на документите кои им се на маса. Значи, они со документот на патот на Европската Унија и рамката за Македонија пригодна, практично имаат решение на 70 годишниот тензичен проблем со Бугарија од еден потез. Имаат во главниот документ, тоа сме зборили неколку пати, но кратко ќе повториме. Значи, во главниот документ они имаат двете прашања решено околу идентитетот, значи не се спорили и јазикот и јазикот. Тоа не било никогаш. Никогаш не било. Во твојот договор 2018 стои она согласно уставот или according to constitution. Сега е појасно. Одека е чисто. Така. Повторно сме назад во студио со моите гости, адвокат Асмир Али Спајич и професорот Јанко Бачев од Единствена Македонија. Го слушнавме, минута и пол траеше разговорот, поранешен премиер и поранешен министер, нивните ставови во однос на ова што не се случува Бугарија изминатиот период е доста актуелно. Господине Бачев, јас би почнал од вас. Како коментирате на ставот на господинот Ѓорѓиевски и Фрчковски? Дека ова не е ништо и дека ние само правиме... Пред да прокоментирам за ова во контекст на македонскиот и бугарскиот проблем, ова за мене е една интересна ситуација, е очигледно едно ново пријателство се родило меѓу Лјупчо Ѓорѓиевски и Љубомир Данаилов Фрчковски, бидејќи за мене е интересно што 2001 година, кога беше војната во Македонија, кога Лјупчо беше премиер, кога правихме таа мобилизација во МВР. И една од поканите требаше да му се достави на Фрчковски, да биде мобилизиран. Ама тогаш голем број од СДС што беа тие избегаа на Халкидики. Така да од сега гледате како прогресирало тоа пријателство. Од премиер кој што сакаше да го апси во тоа време, сега гледам станале добри пријатели. Помина многу време, колку години се менуваат работите. А во однос на ова што го кажам, значи тука сега македонската политика според мене има една добра работа и една работа, хајде да ја кажам лоша, ама што погрешно ја води целата оваа работа. Значи тука се во тој спорт треба да се направи една стратегија и се другото е тактика. Сега што правиме ние? Добрата работа е што македонската влада цврсто стои на позициите дека нема да отстапи од тие отстапки што се идентитетот, јазикот, културата, дури тоа премиерот Мицковски
отлично го кажува дека некој друг премиер ако сака да го прави нека дојде, он додека е премиер тоа нема да се случи. Меѓутоа, од друга страна, ние водиме сега една тактика, што е помалку според мене дефанзивна и плашлива. Тоа не е сега, него тоа е веќе 30 години. И спорот кој беше со Грција и со Македонија. За разлика од нас, Бугарија и Грција на времето и Бугарија сега, они водат една тактика на екстремно отварање, додека ние водиме една тактика на екстремна кооперативност. Што ќе ни се понуди, ние прифаќаме во овие 30 години. Еве, брзопотезно во ноември месец 91 го освоивме уставот, за 2 месеци во јануари го сменивме. Понатаму го сменивме, се согласивме на страмниот прием во Обединетите нации април 93-та, 95-та го сменивме знамето. 2001 капитуланскиот и предавнички рамковен договор, 2004 катастрофална територијална поделба, 2017 1 август бугарскиот договор, 2018 17 јуни преспанскиот договор. Значи ние на таа погрешна тактика што ја водиме на кооперативност. Значи треба да покажеме на поголема храброст, бидејќи сите аргументи се на наша страна. Да, знаете како лесно е да кажеме не на бугарите. Но што ден потоа имате ли вие некоја стратегија или само политика на отпор? Па има стратегија, значи гледате они каква добра тактика водат. Они се отвараат екстремно. На времето од 90-та година кога настана спорот Грција и Македонија, они се отворија толку грците екстремно што кажа не смее да се содржи зборот Македонија. Бугарија сега се отвори екстремно, Гоце е наш, Самуил е наш, вие сте од 44-та македонци, не постоите, значи се отвори екстремно и на крај тоа што го сакат како компромис ќе го постигнат. Значи тука треба ние таа тактика да ја пресретнеме, да заиграме со една офанзивна политика, бидејќи сите аргументи се на наша страна. Еве Лјупчо ќе го зема пример. Кои се неговите главни аргументи? Вика Гоце Делчев бил бугарски учител, примал плата од бугарскиот буџет. И сега нашите сега треба на тоа да парират. Да, точно е. Ама тоа треба да го коментираме во контекст на времето кога се случило. Тоа е 1900 година, кога Македонија не постои како самостојна држава и во рамките на турското царство и после со балканските војни поделена помеѓу Грција, Бугарија и Србија. И тие македонци што биле во Бугарија биле бугарски државјани, тие што биле во Грција биле грчки државјани, тие што биле во Србија биле српски државјани. Се школувале таму и се вработувале во тие институции. Не значи дека не биле македонци. Значи ќе го толкувате во контекст на времето. Еве преку мој личен пример, ако треба. Сега на моите потомци после 100 години некој може да им каже вашиот дедо Јанко Бачев нема ништо македонско документ. Еве кажуваат. И ако гледате документите, кажат точно ја немам ништо македонско. На дипломите им пишува Да, имаше негде на интернет, Виктор Стојанов обвинува дека дедо на дипломите им пишува мене Социјалистичка федеративна република Југославија. Служи војска во Југословенската народна армија, нема ништо македонско. Ама ќе ги цените тие работи во контекст на времето. Пред 100 години Македонија била во рамките на Југославија, затоа се тие документи Социјалистичка Југославија, затоа сум служил во Југословенската народна армија, не дека не сум македонец. Значи така треба се гледат работи во контекст на времето и ние многу брзо ако ги гледаме тоа ќе побиеме таа бугарска пропаганда. Ги гледам некој сега е погрешката на нашата политика. Гледам некој министерот таа поентира бугарската министерка за дворешни работи, вика ја му зборува на бугарски јазик, вика он ме разбира. А нашите бегат од таа и силјанска гледна, зборувала на англиски во Македонија. Не зборувал министерот на бугарските новинари. Реагираат зошто не зборувал на бугарски. Па реагираат, па нашиот сега треба настапи офанзивно, требало да зборува на македонски и да каже не на бугарски, ние зборуваме на македонски јазик. Да не зборува на англиски. Силјановски не требало на англиски. Не е тоа бугарски, тоа е македонски јазик и ќе објаснам сега зошто. Значи ако ја земаме ние основата на македонскиот јазик, на егејска, на пиринска и на вардарска Македонија, основата е тој дијалект. Струмица, Гевгелија, Кукуш, Лерин, тоа е основата. Меѓутоа во Југославија, во тоа време, бидејќи еден дел е формиран како република во Југославија, Блаже Коневски кој е правил граматиката, основата го земал Велешкото тоа нарече, како се вика, и со право го земал тоа, бидејќи бил во рамките на Југославија само еден дел. Меѓутоа, тоа е јазикот, таа чамова требало Муцунски да ја каже, господјо, ние зборуваме на македонски јазик, вие зборувате на јазикот на вашата баба, прабаба и дедо, тие се од Прилепско. Радев, Џамбаски, Ковачев, Станишев премиерот човечи, се да ги бројам. Тие ако ги видите сите нивни баби, дедовци, прадедовци, сите се кој од Ресен, кој од Охрид, кој од Лерин, кој од Кукуш. Значи тие се македонци. Стварно сте на вистина најтврдокорни нова Тие се македонци. За жал што не издржале во историјата. Сега да не потребам некој потежок збор јаничари. Значи, треба отворено да им се каже, значи тоа е се македонски јазик и не треба нашите да се плашат. Значи требал Муцунски таму да каже, да, ние зборуваме македонски. Господине Бачев, знаете дека судот во Страсбур има 14 повеќе од 14 присуди, таму не ни дозволуваат македонците да еве адвокат Стеле Спајч, како вие гледате на тоа? Од една страна Бугарија вика не може да има македонски здруженија, не негираат
не може да формирате, а од друга страна не вика бугарите во уставот и не само бугарите во уставот, протоколите носат и други работи, сега излезе и суштинска е работата на историската комисија, баш ова Гоце Делчев не е македонец, е бугарин, па и Линденско восстание нивно не е наше и така натака поширока. А од друга страна не признаваат. Видете вака, нив оставете ги, они се терат агендата. Не Ама треба како ние ќе влеземе треба во- да се Знаете лутиме како на ве слушам, бугарите, ова на како- албанците, на соседите, на било Менува ми кој. личи на политика на отпор. Ние треба- Кој е планот Б? Ние Лесно треба- е, ќе им речеме на бугарите пријатно. Ние треба Што да 35 правиме? години да се лутиме на нашите. Значи селото зло што во оваа држава треба да нашите ние се лутиме на овие Ама ние мора марионетски да го решиме проблемот за ако Мора да сакаме го решиме да како? одиме Како ќе го напред. решиме? Значи сега овие работи што ги кажувам во Брисел ќе формирате едно тело денонокно што ќе лобира таму, не вие сега го праќате овој министерот како се викаше што не одел на работа. Тој како беше името Фетај мислам дека беше така, што не одел на работа. Човекот нема ја ни лично против него, ама човек сега да го праша дали има една реченица прочитана за македонската историја. Ама Да го- тој нема ништо врска Ама со како Бугарија. нема врска го господине. праќате во Брисел амбасадор? Така. Па во Брисел се бие битката. Како може сега него да го мислите прави? дека тој може да издвојува битката, ама како да ќе- лобира таму и ќе Абе, го човекот слушнат е во изгубил во ЕУ, просторот што има он да каже. за македонското Али прашање. спајте да ве прашам, и тоа само да му таму дадеме треба- и простор на другиот Уште една гост. минута е завршено. Значи таму треба еден тим кој што денонокно ќе лобира и ќе ја кажува вистината. Таму имате 750 претенденци во Европскиот парламент. Ако ги прашате таму тие од Луксембург, од Лихтенштеин, од Германија, тие не знаат кај е Македонија, не па да го знаат проблемот со Македонија и Бугарија. Значи треба еден тим кој што денонокно ќе лобира, ама тим од стручњаци што имаат знаење, што ќе знаат да извојуваат победата. Што ќе извојува Фетај сега во Брисел? Тој само ќе дреме таму татък се зима. Тој цел живот работел во кабинетот на владата во Косово. Ја не го кривам човекот. Ама кај во Брисел го праќат него? Пратете го на друго место некаде. Пратете го во Норвешка, во Шведска, во Данска. Во Брисел се бие битката. Треба да се прати значи човек кој што ја разбира работата. Али Спеч, мене ми интересира дајве твојата перцепција. Од една страна знаеме што значи одлука на судот за човекови права во Страсбур, а од друга страна бугарските уцени траат години. Значи ова не е ништо сега ново и во 22 бара историска комисија, заедничка историја, македонскиот јазик и така натака не представува дека сме творба од 40 некоја. А од друга страна па не ги спроведуваат. Како е од правен аспект ова може ли некој во Брисел да го реши? Само идентификацијата и само определбата за името, припадноста на еден народ е исклучиво право на тој народ или народите кои што живеат на таа територија. Ние, сите заеднички што живееме тука, се изјаснивме веќе на референдум и јасно е тоа дека ние сакаме да живееме на оваа територија која што се нарекува согласно устав и закони, подзаконски акти, секако Република Македонија, но никој не може на било кого да наметне како да се идентифицира и како да се идентификува или како најмалце да се осеќа. Сметам дека премногу трошиме време, професоре, на тоа на кого и што треба да разубедуваме или да објаснуваме како ние се само идентификуваме и како треба да се изјаснуваме. Но она што секако како второ прашање се поставува е легитимноста, а тоа е околу нашата желба и нашата аспирација која што веќе ја изразивме со години, а тоа е да бидеме членка на тој Европски сојуз наречен Европска унија, каде што членуваат многобројни држави со различности, со многобројни народи кои што функционираат како едно. Низ тој пат кој што го одиме повеќе од 35 години направивме многу отстапки, кои што сметам дека нашата држава е единствена држава која што сменила име за подобро утре на граѓаните. Немате ниту една европска држава да посочите конкретно заради промена на устав да биде членка на НАТО или да биде членка на Европска унија. За жал, Европската унија тука ни постави уште една препрека околу тој став, иако во тој момент сите не убедуваа дека е тоа последното барање и последната отстапка која што ние ќе ја направиме. Тука се надоврза тој проблем кој што трае повеќе години со нашиот соседен
со нашата соседна држава и нашиот соседен народот, тоа е Република Бугарија. Сметам дека во една ваква ситуација ние требаше да имаме поинаков пристап околу решавање на сето тоа, но сега имаме и еден легалистички пат кој што го прифативме, а тоа е со Мислите на потпишувањето. договорите, така? Со Така е, Бугарија? 2022 година ние прифативме да направиме промена на устав заради внесување на други народности во уставот, покрај припадниците на бугарите да бидат и припадниците на хрватскиот народ, како и египтјаните, евреите и црногорските. Секако јас како припадник на помал народ во оваа држава заедничка не сум против внесување на било кого во нашиот заеднички остов, но сметам дека треба сериозно да се размисли и да се разговара на таа тема дали ова е последната отстапка која што треба да ја направиме во делот на понатамошниот откон членството на Европската Унија. Вие знаете, сите членки на Европската Унија можат во било која фаза на тоа преговарање понатаму да направат препрека. Доколку се отвори, како што рече премиерот, Пандорината кутија, тогаш можеме да бидеме навистина попречувани за се нешто што се преговара во од со Европската Унија и членките на таа Европска Унија во делот на она што го прашавте пресудите на Страсбург. Сметам дека тука за мене е нејасно како нашите соседи Република Бугарија не сакаат да ги спроведат тие пресуди. Замислете, ние да имаме 14 пресуди каде што за било која работа од областа на нашето општество ќе имаме отпор да не ги спроведеме. Така. Ние ќе бидеме ставени на тапет не само пред европските тела јавно, туку напротив ќе имаме и ситуација како што се случуваат и другите балкански земји кои што не се членки на Европската Унија со давање на одреден рок за спроведување на тие пресуди. Тука апсолутно давам целосна поддршка на колегата Менкиновски во борбата да истрае до крајот и за мене е нејасно како на тој народ кој што се само идентификува во Република Бугарија како македонски или како македонец да го нема правото кое што секој во нашата држава го има правото да се само идентификува и да го изнесе својот став како се чувствува и на кој јазик сака да говори. Ние сме држава во која што барем ја не сум сретнал на некого да му е забрането како да се чувствува, како да се самоидентификува и како да говори. Секако, за одреден помал народ или помало бројен народ треба да се канализира тоа институционално, меѓутоа во ниту еден момент не сум сретнал во моето функционирање да се направи било каков проблем доколку на некого некој се изјаснува поинаку од мнозинските народи кои што живеат. И за себе на крајот, ја би ја заокружила емисијата, обаче со уште едно прашање за вас. Дали според вас стратешката цел на Македонија треба да биде влез во ЕУ или не? Да, но не по секоја цена. Значи, да влеземе како македонци, а не како територија, како што е намерата на Бугарија. Така, со нашата историја, нашиот идентитет. Да, и сега што е битно тука, значи пак се навратам, значи потребна е таа стратегија бидејќи јас одам и во регионот тука на научни конференции, во Варна разговарам со луѓе од стара Бугарија и вака ме викат: господин Бачев, вика, вие немате проблем с нас бугарите, вика. Вие си имате проблем, вика, с вашите, вика. Јас ќе ви кажував таа Чамова, Радев, тоа се македонци по потекло. Вика, имате проблем со вашите. Они се горди на едното татарско потекло од стара Бугарија, луѓето си ја знаат историјата. Таа прва бугарска држава во 6 век, татарот хан Аспарух, па после како го примат христијанството, сега да не одземам време. Значи они се знаат убаво историјата. Меѓутоа ние вика од вашите имате проблем, што кажав порано. И затоа ние сега треба таа една убава, една добра стратегија да се изградиме. Таа стратегија треба да напишат луѓе што ги разбираат, работите и со таа стратегија да се бориме. Треба да се настапи и јас веќе ќе успееме. Еве сега договорот со Бугарија генерално е лош.
бидејќи таму се бришат македонците во историја, меѓутоа таму имаме една добра работа. Сега не јас тоа на нашата власт сега не може уште да го апсолвира и има уште една работа во контекст на ова што кажува Европската унија, сите нивни бюрократи од Брисел кажуваат не може никој да ви даде гаранција дека ќе нема нови отстапи. Не е точно. Има таква пракса и јас сега деновиве еден меморандум, се не би сакал јавно тоа да го кажам пред да го испратам на владата, еден меморандум што може да преземе Македонија во случајот со ова што го кажуваат од Брисел дека не може да дадат гаранции и има многу во целата лоша работа во тој договор, има една многу добра работа што може да се искористи. Меѓутоа како што кажав сега, коректно и претходно тоа да го доставам на владата како меморандум, а онда ќе го прифатат, тоа нивна работа. Значи генерално се лоши тие и договорот со Грција, меѓутоа добрата работа е што тие се ништовни. Бугарскиот може да се раскине, преспанскиот може да се поништи. Бидејќи тие се меѓународно правно обсервирано, тие се повредени се многу одредби од меѓународното право. Ја тоа покрај на политички и на личен план и на научен план се занимавам со таа работа. Значи тие договори може да се поништат, да се раскинат, али треба една храбра влада. Се е објаснето еве во мојата последна книга, има 3 меѓународно правни основи според Виенската конвенција. Како може тоа? Значи не правиме ништо лошо. Па утре ќе го раскинеме или поништиме, нема НАТО нас да не нападне. Од некој ќе каже, ние сме мала држава, што можеме. Не е точно. Малите држави може да остварат некои интереси според меѓународното право. Затоа потребна е значи една храброст, една поофанзивна политика сега и добро е тоа сега што владата тоа што го промовира према Бугарија, меѓутоа треба еден офанзивен настап, бидејќи ние 30 години водиме плашлива и дефанзивна надворешна политика, а сите историски аргументи и меѓународно правно обсервирано, сите факти се на наша страна. Се на наша страна. Јас ви благодарам. Сакам само да надополнам. Ние се наоѓаме во една така наречена пат позиција со самото подпишување на обврската која што сме презеле 2022, сме презеле обврски кои што треба да ги исполниме. Но сметам дека после исполнувањето на тие обврски, барањето на сегашната влада е легитимно околу тие така наречени гаранции од државата кои што таму враќаат веќе попречувала, тоа е Република Бугарија. Но она што преска го укажа, доколку една членка на Европската унија континуирано прави попречување и губиме да речеме 4-5 години за да ги решиме сите тие проблеми, ќе ни помине долго време и начинот како ние би влегувале, за разлика од другите држави, како влегуваат во Европската унија и така брзо ги поминуваат тие преговори за членство на Европска унија, навистина се зачудувачки. Денеска, доаѓајќи ваму на кај Алфа, прочитав една информација дека госпоѓата Марта Кос веќе најавила дека ги отвара сите преговарачки рамки за Украина и Молдавија. Замислете една Украина која што е во војна и која што води војна да преговара со Европската унија. За Молдавија веќе да не говориме, ние сме многу понапред од сите тие држави, но за жал начинот на кој што го прават тоа телата околу убрзувањето на сите тие членства на одредени држави е евидентно. Па и ако сакате, вратете се наназад 2005-та, како беа примени Романија и Бугарија без ни минимум исполнети услови, се со цел заради стратешката позиција која што имаат двете држави, па низод после реформите ги спроведува. Тоа е клучна работа, еве аргумент за пасошите што Бугарија стално ги исполнуваат 100-200 000. Зошто од 2007 почна да ги земат пасошите? Зошто пред 2007 никој не земаше бугарски пасош? 2007 не е од античко време, пред 19 години е. Значи, еве, да се постави прашањето зошто затоа што луѓето од економски причини ги земаат, Бугарија влезе во Европска унија, таа вистина треба да се кажува. Така. Јас ви благодарам и на двајцата за учеството во емисијата. Почитувани, се гледаме наредниот понеделник во ист термин. До тогаш останете со програмата на Алфа.